Иако се мислеше дека се надуени како балон од сапуница, акциите на Тесла продолжија да поскапуваат. Нивната цена минатата 2019 година скоро двојно порасна, зголемувајќи ја вредноста на компанијата на преку 90 милиарди долари, што е повеќе отколку General Motors и Ford заедно. Тоа што овие две компании произведуваат милиони возила, а Тесла само околу 365.000 годишно, нема никакво значење. Според берзанските аналитичари, побитни се процентите на пораст и можните потенцијали за воиднина. А тие навистина му одат од рака на Илон Маск, кој поседува околу 22% од Тесла. Неговата компанија лани добро помина со производството на Model 3, а започна со работа и фабриката во Кина. Плюс на тоа стартува и активностите за изградба на првата европска гигафабрика, од која од идното лето ќе излегуваат по 500.000 возила годишно. Сликата малку ја помати представувањето на пикапот Cybertruck, кога берзата реагираше со пад на вредноста на акциите за 7%. Но тоа беше само привремено, бидејќи за неколку дена Маск собра 200.000 резервации за него. Тогаш акциите на Тесла се тргуваа за $330, а сега нивната вредност надминува $500. Инаку, највредната автомобилска компанија во светот е Toyota, чија пазарна капитализација изнесува $200 милиарди.